Претендентот за врвот на табелата Хоризонт Турново не успеа да ги освои трите бода на жешкиот терен во Кратово. По голема борба мечот заврши со нерешен исход 1:1. Првата можност во мечот ја пропушти Велинов во третата минута по нафрлањето на Заревски. Веќе во седмата минута ново пропуштена можност за кратовци. Васов упати прецизен удар под пречката, но Димовски на прекрасен начин одбрани. Во продолжението на акцијата Заревски се обиде, но беше изблокиран. Гол 1:0. Казната за промашувањата стигна во 33-та минута по неуспешната офсајд замка на одбраната на Силекс. Блажевски побегна по левата страна, упати прецизен удар, патем топката го подкачи Васов и заврши во мрежата на Силекс. Домашните фудбалери негодуваа за тоа што на акцијата и претходеше очигледен фаул над Радовановиќ, кој судијата Костенчев не го досуди. Во 44-та минута Петковски можеше да го удвои водството, но Божиновски излезе како победник. Во судското продолжение на првиот дел нова голема можност за кратовци. Радовановиќ од слободен удар ја здрма пречката на гостите. Вториот дел започна со иницијатива на турновци, но гостите првин преку Петковски, а малку подоцна и преку Балдовалиев не успеа да ја затресат мрежата на Божиновски. На два пати голманот на кратовци знаеше како да ги спречи ударите на противникот за да не завршат зад неговиот грб. На спротивната страна возврати Силекс преку напаѓачот Заревски, но беше непрецизен. Меч топка во 70-та минута пропушти Блажевски кога неговиот удар заврши во телото на голманот. Казната стигна на 5 минути пред крајот кога Лампевски одлично нафрли, а Ѓорѓиев со глава го матираше Дамовски за конечни 1:1. Ja moram da budem zadovoljan s ovim bodom, mada sam imao sadržaj, moja ekipa je imala dosta šansi, nismo iskoristili, protivnik je iz kvalitetnog kontranapada imao svoje prilike. Malo sam sa igračima još dovoljno ne poznajem svoj tim, tako da moram da budem zadovoljan s ovim rezultatom. Normalno da bih volio da sam osvojio 3 boda, međutim, verovatno je ovaj rezultat realan. Во поголем дел од преварот, мислам дека играта беше во нашите нози. Имавме безброј шанси кои што не ги искористивме и тоа шанси кои што Зицери 1:1 со голманот. За среќа на противникот, нашите играчи не беа доволно спретни и паметни да ги искористат сите тие шанси. Се на се мислам дека надпреварот влезе во нерешен исход само заради неискористените наши шанси кои што ги стваравме, посебно во второто полувреме од контра и од полуконтра. Во следното коло екипата на Силекс и на Хоризонт Турново ќе играат на домашен терен, а ќе се среќаваат со Пелистер, односно Напредок.